Одложувањето на денешниот протест не значи дека се откажуваме од нашите барања, порача Бисера Кафтанова од името на работничките кои се водат како вработени, а се на принуден одмор во штипската конфекција Алконтекст. Поради временските неприлики утринава не се собраа во фабричкиот двор. Тврдо остануваат на своите барања да им се исплати една за останата плата и принуден одмор. Очекуваме решение на жените кои се пред пензија, што ќе се случува со нив, значи со нивните решенија за принуден одмор кој трае во време траење од 3 месеци, што ќе се случува после тие 3 месеци, кој е планот на фирмата. Работничките кои 2 дена протестираа пред фабриката тврдат дека од менаџментот им бил вршен притисок да потпишат документ со кој од Алконтекст се префрлаат во друга фирма за да се ослободат од вишокот на вработени. Но овој начин, велат, се доведени до работна екзистенција и им се ускратуваат работничките права. 4000 денара ми скратија од платата. Од тон месец работен. Тоа е срамота. Зашто? Оставиаме на принуден. Образложение зашто? Образложение прашаа директорката, вика фирмата нема пари. А фирмата работи. Иначе сум на 70%, уште од првите. Решението ми гласи од 8.4. Од 1 до 8 ништо не се знае дека сме биле, шо сме биле. Пари не се ни исплатиле за тие 2 месеца, скоро 2 месеца се веќе, значи пари не се ни исплатиле. Работничките најавуваат нови протести, се додека институциите јавно не излезат со разрешница за нивниот проблем. Инаку случајот со 110 текстилни работнички од конфекцијата Алконтекст, кои од април се испратени на принуден одмор, го следат и од Хелсиншкиот комитет, од каде што посочуваат дека на овој начин се врши директен екзистенционален удар на многу семејства. Засега од компанијата Молк недостапни се и за новинарите, но и за работниците.